Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Секој четврток и секоја недела, почитувани гледачи, вие ме поклонувате вашата доверба. А јас се поклонувам пред таа ваша доверба. Мене ми е чест и задоволство да снимам за ваква публика. Емисија во Центар. Останете со нас 50 минути. Сигурно нема да зажалите. Зошто? Бидејќи вие сте на вистинското место и имате право да знаете вистината. На тема загадување вечер имаме 3 гости. Некои од нив ги знаете, некои од нив ќе ги представам. Првиот гостин е господјата Ламија Тановиќ, вториот гостин е господинот Миролјуп Петровиќ, третиот гостин го можете да го проследите во една од претходните емисии, меѓутоа сега ќе говориме со него на тема загадување, е Борис Малагурски. Кој е Миролјуп Петровиќ? Миролјуп Петровиќ, селјак из села Петровац код Лесковца, пореклом из Куча, од Скендербега, највеќeg јунака 15. века, за кога неки сматрaju да е Србин, неки да е Албанац, неки да е Македонац. У ствари то су све синоними, jer Makedonci, Srbi, Albanci, to je sve jedno isto, samo što ljudi ne znaju istoriju ni u Srbiji, ni u Makedoniji, ni u Albaniji, ni u Crnoj Gori, pa se onda svađaju oko nekih stvari oko kojih ne znaju ništa. За човек кој е селјак, сте многу популарен. Милионски прегледи на социјалните мрежи имаат вашите интервјуа. На што се должи таа популарност на еден човек кој е селјак од околината на Лесковац? Pa radi se o tome da u ovom svetu u kome živimo ima jako malo ljudi koji misle svojom glavom. Čuveni naučnik Thomas Edison je rekao da u ovom svetu samo 5% ljudi misli, 10% misli da misli, a 85% bi se preubilo nego da počne da misli. I sada ja kao jedan od retkih koji nešto misli, koji je čitao, malo istraživao, kad ispričam neku priču, ljudi se oduševe jer je to nešto novo. Isto kao što vaša produkcija je retka produkcija, ne znam za produkciju koja pokriva toliko puno zanimljivih tema, tako da nije teško da vaša produkcija bude popularna i da ja budem popularan, jer vi na tržištu nemate puno pametnih ljudi, već samo ljude koji pričaju istu priču koju neko s polja servira. Као комета се појавивте, со она флоскула под маџбато, станавте популарен на просторот на поранешна Југославија и на Балканскиот полуостров, или тамо кај што се говорили сте разбира српско-хрватскиот јазик. Како се појавувате? Кој стои зад вас? Имаште мноштво на шпекулации. Дека сте дел на таа мормонска структура, дека евреите стојат зад вас и така натаму. Дека затоа и живеете на село, бидејќи начинот на кој вие живеете одговара на таа мормонска култура. Има ли вистина во сето тоа? Pa nema, isto, ljudi vole da se bave abrovima. Mi živimo u svetu, u demokratskom uređenju, gde ogromna većina ljudi ništa korisno ne radi, nego su robovi sistema. Jedna mala grupa ljudi zaista radi i brine samo o sebi. Međutim, ova ogromna većina neradnika, oni su komentatori, stručnjaci, oni pišu komentare ispod videoklipova o temama o kojima se ništa ne razumiju. Ja to ne čitam i ne pratim. Čuo sam da sam se ženio 5 puta, iako sam se samo jednom ženio, da imam 10 dece, iako imam samo 3. Tako da svakakve stvari se pričaju, ja na to ne obraćam pažnju, kako se kaže, psi laju, karavani prolaze. Ламија Тановиќ е доктор по нуклеарна физика. Прво на Балканскиот полуостров ја отвора темата за загадување со сиромашен ураниум. Во оваа емисија таа раскажува или елаборира својата теза дали се умира од сиромашен ураниум, дали ние навистина станавме депонија на Западна Европа и на што се должи фактот дека под Хрватска, под Словенија се масовно загадени државите на просторот на поранешна СФР Југославија и дали ние навистина станавме ли само депонија на Европа, туку Европа кај нас ги пласира своите производи не од А категорија, не од Б категорија, туку од некоја С и Д категорија. И дали тоа е причината за зголемената смртност на Балканскиот полуостров? Ламија Тановиќ, прв пат снимаме 2013 година и со вас го отворивме тогаш прашањето на оние бомби со сиромашен ураниум. Постоја многу приказни, постоја многу теории за масовно користење на бомби со сиромашен ураниум и за масовен број на зголемени смртни случаи, канцерогени случаи. Такви случаи имаме и во Република Македонија, посебно во делот на Куманово. Последните неколку години многу млади девојки заболуваат од такви канцерогени заболувања. Сега, последните 2 или 3 години, Балканот стенка под проблемот на загадување, на аерозагадување. Значи, градови кои немале проблем со загадување, одеднаш енормно се зголемени тие концентрации на недозволени частички, на загадување и така натаму и така натаму. И во Босна е така, и во Србија е така, и во Македонија. Во Загреб, Словенија малку помалку, бидејќи се веќе дел на Европската унија. Што е проблемот според вас градови кои имале секогаш еколошки чисти средини, одеднаш да стенкаат под товарот на загадување од сиромашен ураниум, од
Ovakvo zagaduvanje, onako zagaduvanje. Što je problem? Što je suštinata? Vidite, naravno postoji teorija koja oba problema, zagađenje osiromašenim česticama osiromašenog uranijuma i česticama industrijskih raznih zagađenja, dovodi u istu ravan. To je jedna u zadnje vrijeme jako popularna oblast koja se zove nanotoksikologija. Postoje nanočestice, postoje čestice koje su manje od mikrona. Mikron je 10⁻⁶, znači milioniti dio metra. Nano je 1000 milioniti dio, milijarditi dio, znači 10⁻⁹. To su beskrajno male čestice koje se udišu, bez obzira da li je to, čak i osiromašeni uran. Ispočetka je bila teorija da je to radijacija, da se problemi javljaju zbog radijacije. Međutim, postoji mnogo pouzdanija teorija koja kaže da su naprosto u pitanju sitne čestice. Jer kad se desi eksplozija, kada projektil sa osiromašenim uranom, čija je glava osiromašeni uran, udari u prepreku, udari u tank, tada se razvija ogromna temperatura i sve to ispari. I to su čestice aerosoli. Istopi se i ide u zrak nešto kao uranijumska para, koju mi zovemo aerosol. I te tako sitne čestice udišu oni koji su tu u okolini. Zato se objašnjava da su uglavnom nastradali oni koji vojnici su nastradali, koji su bili neposredno u okolini svega toga što se dešavalo. Nastradalo je stanovništvo koje je tada, kad su se dešavale eksplozije, bilo nastanjeno. Kad su se preselili u drugu lokaciju, tamo su umirali, u toj drugoj lokaciji, a ovo stanovništvo neko novo koje je došlo, recimo kod nas u Hadžiće, u Hadžićima mi smo istraživali, nema nikakvih problema u ovome njihovom centru, bolnici, jel? To stanovništvo nije imalo probleme. U gradovima sa velikim zagađenjem industrijskim, kao što su kod nas Sarajevo, Tuzla, Lukavac, Zenica koja ima ogromnu željezaru, ljudi, imate veliki procenat onih koji umiru od raka na plućima ili neke druge bolesti. Postoji jedna italijanska naučnica, ona se zove Gatti, doktor Gatti, profesor Gatti. Ona je prva u stvari pravila istraživanja, uzimala je uzorke tkiva iz pluća, iz raznih dijelova, iz bubrega recimo, i konstatovala da se oko tih nanočestica formira nukleus. Formira se neko tijelo koje je pogodno da se razvije tumor, da se razvije kancerogeni materijal u tkivu. Imala je vrlo zanimljiv slučaj, ona je objavila 2 knjige. Imala je slučaj čovjeka koji je imao problem sa bubrezima, zataljenje bubrega. I onda su ga liječili na neki čudan način i ona je dobila njegov uzorak i jedan isječak. I onda je našla oko tog tumornog mjesta, našla je česticu od keramike. I onda se pitala odakle keramika. I onda je daljim istraživanjem konstatovano da je on imao u ustima protezu koja je napravljena od te keramike koja se erodirala. I on vjerovatno gutajući to je kroz tečnost došla u bubreg, zaglavilo se negdje u bubregu. Tako je isto imala slučajeve na plućima, u alveolama, gdje se plućni tumor razvijao opet oko neke nanočestice. I to je po mom mišljenju najpouzdanija teorija. U osnovi isti razlog teških oboljenja je i od osiromašenog urana, znači nije u pitanju radijacija, u pitanju su nanočestice i nanočestice u industrijskim centrima. Od što nije se trujeme? Kako ne zagaduvati? Što se slučilo za da to je problem? Ode na stani taka, ako te nije alarmantan.
Ko kaže da su Skoplje i Beograd najzagađeniji gradovi? To kažu oni koji su naši neprijatelji. To su totalne nebuloze. To samo može da veruje neko ko je polupismen. Kako može Beograd da bude najzagađeniji kad u Beogradu vi nemate industriju? Vi kad uđete u velike gradove, vi imate ogromne dimljake na sve strane koji kuljaju dim u vazduh. Vi kad dođete u velike gradove evropske, američke, vi imate autoputeve po 5 traka. Vi u Beogradu nemate ni jedan autoput sa 3 trake, možda Gazela. Vi imate duplu traku maksimalno tu na nekim glavnim putevima. 3 trake, 4 trake ne postoje u Beogradu. Ja Skoplje ne poznajem nešto mnogo, ali nemate vi u Skoplju 5 traka da idu automobili. Vi kad dođete u zapadne gradove, to je po 5 traka puno automobila. Velike fabrike sa dimnjacima. I sad će neko nas da priča kako u Srbiji i kako Skoplje i Beograd su najzagađeniji. To je ista ona priča kad ja gostujem u nekim emisijama i pričam kako na zapadu, kao u Srbiji se teško živi, to se isto priča u Makedoniji se teško živi, ja kažem u Srbiji se bolje živi nego bilo gde na zapadu. Pogledajte maloletničku delikvenciju, pogledajte drogu, pogledajte prostituciju. Ne, kod nas u Srbiji je veća stopa umiranja od droge i tako iznose laži, jer hoće da nas zatru, jer u Srbiji i u Makedoniji je sačuvano mnogo više morala, Srbija, Makedonija, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, i mi smo retrogradni. Zato što se mi nedovoljno kurvamo, zato što se mi nedovoljno drogiramo, zato što mi imamo malo rock koncerata gde mladi konzumiraju drogu. Mi smo retrogradni, mi živimo u kamenom dobu. Vi iz Makedonije i Srbije treba da se emancipujete. Imate gej paradu jednogodišnje, mislim, stvarno ste zaostali. Vi ste najzagađeniji gradovi, vi ste najgluplji na svetu. Pa ne, mi smo najpametniji. Mi najbolje živimo. Imamo najviše slobodnog vremena, imamo najmanje kredita. Kod nas se najviše morala sačuvalo. Dobro, mislite дека не се точни тие приказни? Апсолутно лаж. Добро, бројките говорат дека тоа не е лага, дека тоа е вистина, дека навистина Скопје и Белград се најзагадени градови во Европа. Ko je radio to istraživanje? Radile su strane agencije, lažovske strane agencije ili lokalni potkupljani naučnici koji pričaju laži kako ćemo svi da pomremo zato što nismo vakcinisani, zato što ćemo svi da budemo siromašni jer nismo edukovani u njihovim satanističkim školama. Pa pogledajte vi ko su najveći zagađivači. Vi imate u Južnoj Americi, imate takozvana pluća planete Zemlje, imate velike kišne šume koje ugljen dioksid pretvaraju u kiseonik. Svetske multinacionalne kompanije masovno seku te šume da bi pravili pašnjake na kojima će da pase stoka, da bi oni izvozili meso. Iako je čovek po anatomiji biljot, čovjek treba se hrani biljkama. Znači, oni ljude truju sa namirnicama životinjskog porekla, podsjetiću vas da je nezdrava ishrana vodeći uzrok bolesti i smrti u samom svetu, uništavaju pluća planete Zemlje, te velike kišne šume u Južnoj Americi, i vi imate kao posljedicu toga veliku koncentraciju ugljen dioksida na planeti Zemlji, koja stvara jedan jorgan, odnosno efekat staklene bašte. Evo mi sad u novembru, decembru imamo još uvek leto, kao posljedica tog zagađenja. Ali nisu oni krivi te multinacionalne kompanije koje uništavaju šume, koji oslobađaju ogromne količine ugljen dioksida, ta njihova industrija, nego su krivi nevaljali Makedonci i Srbijanci koji voze auto sa motorom Euro 2, Euro 3, a neće da kupe automobile od Euro 7 koji koštaju 50.000 evra. To su priče za malu decu. To samo može naivan čovjek da veruje. Razumete? Значи, мислите дека тие приказни се измислуваат и се лансират за да може тоа потрошувачко општество да пласира поскапи автомобили, да бидат отфрлени ефтините автомобили, да може да донесат нова опрема со која ќе се прочистува воздухот. Значи, бизнис стои позади сето тоа. И дека тие бројки некој ги штелува, според вас, како што можам да ве разберам, некој ги штелува за да докаже дека ние сме ретроградни, дека ние сме на некој начин опашката на Европа и дека треба да се менува овде нешто. Тоа ли е суштината? Vi imate svaki dan da na planeti Zemlji umre 45.000 ljudi svaki dan, od kojih je 38.000 dece. Jel neko o tome priča? O tome niko ne priča. Nego Skoplje najzagađeniji grad, moramo da rešavamo problem u Skoplju i Beogradu. Skoplje i Beograd su dva ključna problema na planeti Zemlji. Ako ne sprečimo emisiju izduvnih gasova u Skoplju i Makedoniji, ima cela planeta da se uguši zbog Makedonaca i Beograđana. To je ta glupa priča. Znači, cilj je da gde god ima pametnih ljudi, da se što više zaglupe, da se što više minimiziraju
I vi kad pogledate, svako ko je bio na zapadu može da vidi da su ovi na zapadu potpuno zombirani, vi tamo nemate normalne ljude, vi tamo nemate s kim da popijete piće. Još uvek se kod nas sačuvalo, pre svega u Srbiji i u Makedoniji, i u Albaniji, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, da ljudi jedni druge pomažu, da čašćavaju i tako da je, ali mi smo retrogradni. Lamija Tanović je členka nona grupacija Istok-Zapad most ili East-West Bridge. Всушност, тоа е групацијата од која потекнува српската трилатерала. Односно, српската трилатерала има формирано таа групација. Таа групација има огранок во сите држави на поранешна СФР Југославија. Таков огранок има и во Босна и Херцеговина. Ламија Тановиќ е член на таа групација. Станува збор за мокна личност која многу знае и чии елаборации треба да ги проследите со должно внимание. Значи, ние всушност стануваме некоја депонија. Депонија на валкано оружје, кој развива такви наночестички, како што велите, и депонија на валкани индустрии. Кога направите одредена анализа, сите стари автомобили од Западна Европа доаѓаат кај нас. Сите валкани бизнеси, сите валкани индустрии доаѓаат кај нас. Сите овие депонии, кај што медицински отпад, разни други валкани работи, па дури канцерогени, па дури загадувачки, така натаму, така натаму, се уништуваат кај нас во наши депонии, во наши дрисли, во наши разни предпријатија во Босна, во Србија и така натаму. Некој печели големи пари, прави големи профити, а страда здравјето на луѓето. И околу тие наночестички всушност стенка Балканскиот полуостров. Млади луѓе, стари луѓе умират од разни форми на канцер и така натаму и така натаму. Da, to je tačno. Mi imamo sad, vidite, naša granica prema Evropskoj uniji je granica s Hrvatskom. Mi već godinama imamo vrlo ozbiljan problem jer Hrvatska želi da napravi deponiju radioaktivnog materijala iz elektrane Krško, koja je zajednička Slovenije i Hrvatske, građana još u Jugoslaviji. Znači, nuklearna elektrana i sav nuklearni otpad želi da gradi na takozvanoj Trgovskoj gori. To je manje od kilometar udaljeno od granice sa Bosnom i Hercegovinom. To je onaj dio gore, to je najvodeniji dio Bosne i Hercegovine. Tu su one krasne rijeke Una, Sana, Unac. To je Bihać gore, krajina Bihać, Bihać, Cazin, to je taj dio krajine. Tamo sakad Hrvati da prave. Tamo hoće da prave i mi imamo stalnu diskusiju. Tamo im se i Plitvički Pa jezer. sve je tamo. Znači, oni imat ogromni i njihovi gradovi, onaj njihov dvor na Uni. Turistički. Da. Dvor na Uni se beskrajno buni, prave se stalne demonstracije. Međutim, tvrdoglavo Hrvatska, i to je, pazite, to je protiv međunarodnih pravila. Tamo беше во близината оној аеродром во Желјева, значи, гледате, уште у Титово време тој има некоја стратешка позиција, тој джеп тамо горе. Тој е најмалиот дел на Хрватска. Мекиот стомак на Хрватска. Најлесно може да се пресечи. Може и од некои такви безбедносни воени причини. Меѓутоа, проблема е загадувањето. Проблема е, се гледа очигледен млади луѓе, значи деца. Не е тоа еднаш или два пати поголема концентрација на загадувањето, 1000 пати поголема концентрација. To je izvorište, oni tamo tvrde da je, ne znam, nekoliko stotina hiljada ljudi je direktno ugroženo zato što su izvorišta vode nalaze se upravo tu. Naša najljepša rijeka Una je tu. Ali još uvijek naša politika nije uspjela da se dogovori s Hrvatskom. Hrvatska inače nešto radi što je mimo pravila, ovaj most Pelješki dole. I Evropska unija joj pomaže. Evropska unija joj je dala više od 300 miliona eura. Кај нас овие депонии, што се? Да. Што се шпекулира, никој не може со сигурност да докаже. Имаше таму интереси на германски компании, на италијански компании, околу купување, околу собственост и така натаму. И веројатно претпоставам дека освен што се прават оние легални чисти пари, се прават и многу нелегални пари. Се носат разни отпади од разни земји во светот и се уништуваат во наводници таму. Страда население, веројатно има у Босна, бидејќи кај нас државната контрола е многу помала. Како што на времето тоа што се правило во Украина или во некои советски, руски градови, сега се прави тука на Балканскиот полуостров. Нема контрола, останавме некој джеп изолиран на Европската унија и све што е Балкан, од бизнис, од sve. Mi smo sada upravo deponija. Mi smo sada sve za otpad. Mi gradimo ogromnu termoelektranu. Evropska unija se sprema da ukine sve termoelektrane u vrlo dogledno vrijeme.
Međutim, mi sad pravimo ogromnu termoelektranu koja će koštati silne pare, tamo negdje u istočnoj Bosni, što je van pameti. Meni mi se čini da golem del od toj tehnološki otpad, medicinski otpad, kancerogen otpad, koji Evropa go sozdava, od toj procesna industrializacija, završila na Balkanski poluostrov. I niko to ne go demantira. Ima mnoštvo na špekulaciji, mnoštvo na prikazni. Po divi deponiji se govori, se skladira pod zemlji i така натаму и така натаму. Може би се измислува приказната со сиромашен ураниум, за да се скрие многу поголема приказна. Тоа е дека овде ни се складира отпад, генерално. Не умираат луѓето. Луѓето не умираат многу млади. Има масовна појава на тумори, масовна појава на оние меки канцерогени заболувања. На што би се должело тоа, например, ако ние здраво живееме, ако имаме една чиста средина, ако имаме добар воздух, ако имаме добра атмосфера. Мене ми се чини дека ние сме на некој начин депонија на Европа. И тоа трае барем 10 или 15 години после падот на комунизмот. Во комунизмот имаше одредени правила на игра кои тешко може да се прекршат. Како ги снема тие правила на игра? Како се сруши системот? За идеолошки причини, меѓутоа ние го срушивме системот, целокупниот систем. Знаете, за една кременадла волубивме. Одеднаш останавме без салатки во раце. Не можеме да се браниме, не можеме да се спротивставиме, немаме како и на кој начин да ги решаваме проблемите и станавме депонија класична на Европа. Како тоа да го решиме? Pa ja sam studirao elektrotehniku i kad sam studirao elektrotehniku, vodila se ta velika kampanja vezano za nuklearne elektrane. Nuklearne elektrane, ja mogu odgovorno da kažem kao neko ko se time bavi i proučava elektrotehniku. Nuklearne elektrane su najčistiji oblik električne energije, nuklearne elektrane. Ali su oni napravili takvu famu da te razvijene zemlje masovno se proizvode struju preko nuklearnih elektrana, a nama ne daju nuklearne elektrane, to je opasno, to je veliko zagađenje, možda se desi nešto da eksplodira pa da svi pomrete i tako dalje i tako dalje. To su gluposti. Taj radioaktivni otpad, on kad se skladišti u zemlji, on je bezopasan. Mi možemo od toga da pravimo fame i tako dalje. Nama se ovde nameće jedan drugi otpad, a to je duhovni otpad. To su gej parade, to su filmovi sa nasiljem, to su prostitucija, pornografija. Deca danas sa 7-8 godina gledaju pornografiju na internetu, na mobilnim telefonima. Mi smo zagađeni na duhovan način, a priča se o nekom zagađenju izduvnih gasova automobila u Skoplju i Beogradu. Oni ovde ostavljaju nuklearni otpad. Evo, ja ću slobodno da im dam na mom imanju, u mom selu, slobodno mogu da skladište nuklearni otpad. Slobodno, ja ću da im iznajim to, da im uzem pare. Ako je nuklearni otpad toliko opasan, možemo o tome da pričamo. Mnogi ljudi pričaju o štetnosti NATO bombardovanja, to jeste štetno. Ali vodeći uzrok smrti u Makedoniji, u Srbiji i u celom svetu je broj 1 nezdrava ishrana, broj 2 pušenje, broj 3 alkohol. O ove 3 stvari niko ne priča. Pričam ja i zato sam razapinjan na naslovnim stranama tih satanističkih medija. Priča doktor Branislav Peranović, zato je osuđen 20 godina robije. I svi koji pričaju o tim stvarima centralnim, oni su satanizovani i razlačeni po naslovnim stranama. A teme koje on ima, nuklearni otpad, opasno izduvni gasovi, moraju Makedonci da menjaju automobile, i bave se nekim perifernim i glupim stvarima da bi zaglupljivali narod. И добро, која е крајната цел? Го почнавме тоа прашање, која е крајната цел? Ако намерно ги наметнат тие приказни, да стануваме од ден на ден се поглупи, да не контролираат свеста, начинот на размислување, начинот на делување, која е крајната цел? Vi imate krajnji cilj napisan na velikim tablama, kao što postoje table koje je Bog dao Mojsiju 10 Božjih zapovesti. Vi u Džordžiji, u Americi, imate velike granitne ploče sa 10 zapovesti novog svetskog poretka, za koje niko ne zna ko je to napisao. U Džordžiji, 10 zapovesti novog svetskog poretka na 8 svetskih jezika. Prva zapovest kaže, čovečanstvo treba da bude maksimalno 500 miliona ljudi. Znači, 500 miliona, to su oni napisali. Znači, oni vam napred kažu šta će da urade. A džabe vi pričate ljudima, imate jednu sjajnu knjigu, zove se Ispovest Palog anđela, da je jedan hrišćanin napisao knjigu, kao da Soto napiše šta on radi ljudima. I on sve objasni. Džabe vi napišete na kuti za cigarete duvan ubija. Ljudi pušte. И нас, господи Ватановиќ, повеќе луѓе не умират од загадување, отколку што не умира во војните. Da. И тоа е апсурдот.
To je onaj fakt sa koji teško možemo da se suočimo svi nje koji živimo tuka. Pa vi znate da su, mislim da je Hrvatska prvo to otkrila, da čak i ovi proizvodi koje mi dobijamo iz Evrope, gdje su to iz Evropske unije, čokolade, paste za zube, imaju drugi nivo kvaliteta nego one koje možete istu potpuno pastu, Sensodyne recimo, pastu kupujete negdje u Europi i ovdje, ono što je za izvoz ovdje kod nas, ima niži kvalitet nego negdje tamo. Šampon za kosu, iste marke, potpuno, kad ga kupite, ako je za ovo tržište, ono je niže kvalitete. I to su, mislim, Hrvatska je napravila prvo veliki problem od toga, jer naravno nije samo Balkan, nego tu se uključene i Bugarska i Rumunija, pa čak i Hrvatska kao posljednja zemlja koja se priključila Evropskoj uniji. Kad se za naše tržište nešto pravi, Nismo втора liga. Drugog kvaliteta. Nismo втора liga. Nismo. Da ne zborimo automobili, da ne zborimo Balkane. Sve, apsolutno. Znači, apsolutno kao odredana deponija na Evropa. I ne samo во политичка смисла на зборот да сме една депонија на Европа, бидејќи на Европа им е полесно да прими бегалци од Африка, отколку да прими 2 милиони македонци во Европска унија, или не знам, 3 милиони босанци, или не знам, 2 милиони или 3 милиони луѓе во Албанија. Значи, ние сме како некоја депонија на Европа, така не доживуваат канцерогено, како дете од катран, никој неќе да пипни. Све што е валкано ни носат овде, и ке помини година, 2 или 3, сите валкани индустрии ке ни ги пренесат. Ке ни ги пренесат овде и ке вика Макрон, тие ни се добри соседи. Значи, ние можеме да бидеме само добри соседи. Тоа е нашата улога. Да молчиме, да ќутиме и да трпиме, да не загадуваат, да не малтретираат, да ни прават што сакат. Све док не закухамо неки рат. Кад направимо рат, онда се почну бринути о нама. Они ке не го направат. Тие ке не направат. Они. Ке ви ги донесат муџахедините. Они га направат. Ке ви ги донесат муџахедини и сега пред 10 на 15 дена ке изјавува Макрон, видите, проблемот не е Македонија, или како што тој вели Северна Македонија, Албанија, туку е Босна со муџахедините кои живеат во Босна и Херцеговина, затоа не може регионот да влезе во Европска унија. Da, oni su krivi za mnogo šta. Evropa je, evo i sada mi imamo jedan vrlo visoki, veliki savjet koji se zove Peace Implementation Council, tako ga zovu, koji ima široki mandat. On je u stvari savjetodavno tijelo ovom našem visokom predstavniku i oni bi u vrlo kratkom roku mogli da poprave sve ove naše silne anomalije, a oni to ne rade. Последниот филм на Борис Малагурски е посветен токму на темата загадување. Загадување како еколошка категорија и загадување со сиромашен ураниум. 5 до 6 минути интервју со Борис Малагурски на тема загадување. Добро, Малагурски, станавме ли депонија на Европа и на светот? Се стационирали отпад тука на Балканот. Веќе не може одеднаш преку ноќ да станеме најзагадени. Индустрија работи во Германија, индустрија работи во Франција, индустрија работи секаде во светот. Најмалку индустрија работи овде кај нас на Балканот. Може работи валкана индустрија, не натера или не ги купија фабриките, ги направија со на Балканот. Тоа не е само индустрија, имамо и автомобиле кои се стари автомобили? Стари автомобили, неквалитетен бензин. Б категорија, С категорија на производи кои не ги користат во Европа, ги носат овде. Ali vidite, kad mi govorimo evo sad ovde o uzrocima, uzroka je bezbroj. Što znači da samo sistemski možemo rešiti. Mi možemo da pokrenemo kampanju, vozite, ne znam, drugačije ili nemojte mnogo da vozite, idite biciklom. To je sve neophodno. Ali za to je isto potreban sistem koji će postaviti cilj, viziju, da kaže hajde da koristimo obnovljive izvore energije, hajde da ne dozvoljamo zagađivačima da truju našu zemlju, hajde da ohrabrujemo ljude da napravimo biciklističke staze, da mogu ljudi svuda da idu biciklom, hajde da, mislim, to sve mora država, mi nemamo državu faktički, nemamo nikoga ko će da kaže te stvari. Da kaže, ajmo da postavimo neke konkretne ciljeve. Ne radi kampanja pa da se slikamo mi, pa ne znam, postavimo jedan lift za bicikle ili ne znam, jednu stazu napravimo negde, slikamo se i vidite, evo mi smo, a ovo ostalo, to ćemo jednog lepog dana. И гледате, ние викаме, добро е, тие бомби со сиромашен ураниум не падна во Македонија. Или ако падна многу малку. Иако во текот на таа војна 99 година имаше 2 или 3 случаи кога одредени
kontejnери беа фрлани на територија на Република Македонија или во Липковско езеро или на Шар планина. Па медиумите нешто известија, па ги стопираат отколу тоа да не известуваат. Значи, не падна многу бомби во Македонија и ние неаме што да бидеме загрижени од тие бомби со сиромашен район. Притоа не размислувајќи дека всушност бомбите не се причината, туку тие наночестички кои летат во воздухот, кои станат во воздухот, кои ги голтаме и кои имаат таква моќ околу нив да прават канцерогени. Апсолутно, тоа е докторка Даница Груjičić baš u filmu Težilanica 3 govorila o tome da te čestice mogu da putuju stotinama i hiljadama kilometara do daleko. Solun, do Atina može. I to jedna čestica je samo dovoljna da vam razori organizam. A znate li koliko tona je bačeno na Srbiju? 15 tona. 15 tona, to je ono što je zvanično. Nezvanično je možda i više, ali to ne može da se tvrdi. Tako da, izuzetno je i Makedonija tu oštećena, ne samo Makedonija, Crna Gora, naravno, i Albanija. Znači, svi u tom regionu, pa i šire može da se gleda. Jer jedna čestica je sasvim dovoljna. Oni kažu, Amerikanci kažu, pa to nije štetno, to nije ništa strašno i tako dalje. Ali u njihovim dokumentima, to sam stavio u film, još 95. godine je zaključeno da osiromašeni uranijum je suštinski štetan za organizam i da se dovodi u vezu sa kancerom, sve ono što su posle tvrdili da nije tačno. A italijanski sudovi su čak to i dokazali na sudu. Znači ono što su Amerikanci u svojim internim istraživanju u Pentagonu još 95. znali, to su italijanski sudovi i potvrdili i dokazali jasnu vezu između osiromašenog uranijuma i raka. I to je nešto što bi trebalo i na našim prostorima da se pokrene ozbiljna istraga. Oni su imali parlamentarnu komisiju u Srbiji gde su izvukli neke zaključke i tu se nekako priča završila. Zašto se ne bi, recimo, Makedonija, Srbija, Crna Gora, recimo, ujedinili u borbi za istinu o tome šta se desilo i da pokušamo da pomognemo ljudima koji su oštećeni zbog toga. Bez obzira da li su Srbi, Makedonci, Albanci, nije bitno. Dakle, ljudi su žrtve svega toga. I kada bi se to desilo, verujem da bi to malo probudilo svest o neophodnosti i menjanju ekološke svesti i oko drugih tema na našim prostorima. Gledajte kako tие реагират. Вие правите филм, кај што сметате дека најмногу оштетени се албанците на Косово и тие всушност сака да го забранат филмот. Да не гледат дека постои филм. Да се останат во таа своја чаура и да не примат дополнителни информации. Вас не ви е дозволено да дојдете во Косово. Тако е, мене е забранено. За да не може да го промовирате филмот. И тамо нема да значи дека тие луѓе нема да умират од osiromašeni uranijum, ќе умират и понатаму. Меѓутоа тие не сакат да ја примат таа информација. Не сакат да се соочат со последиците. Не сакат да сватат дека тие биле напаѓани од НАТО. Исто како што биле напаѓани Србите. Ja ću dati sve od sebe, tako da kažem, da taj film dođe do svih ljudi, znači ipak je internet nešto što može da omogući ljudima širom sveta da gledaju film, bez obzira na pokušaje zabrana. Meni je Ramuš Haradinaj zabranio ulazak na Kosovo i Metohiju, ali nije uspeo da zabrani ulazak filmu. Film je prikazan, dakle, i u Kosovskoj Mitrovici gde sam trebao da prisustvujem i u Gračanici gde je bila druga projekcija, gde je naš scenarista otišao i uspeo da uđe i da predstavi taj film. Tako da, istina, mogu oni mene da zabrane. A zašto? Ali istina ne može da se zabrani više u današnje vreme, kao što su Albanci protestovali protiv mene u Njujorku, kada sam imao promociju filma Težilanaca 3 sad na Manhattanu. Oni su pokušali da spreče tu projekciju. Ja sam njima govorio, zašto protestujete? Uđite да pogledate film. Сите говориме за загадување. Сите говориме за последиците од тоа загадување во кое живееме. Меѓутоа никој не говори за нездравиот начин на живот и нездравиот начин на исхрана. А всушност сите ние умираме, бидејќи нездраво живееме, почитувани гледачи. Нездраво живееме не само физички, туку и ментално. Мирољуб Петрович на тема од што најмногу умират луѓето на Балканскиот полуостров. Што ќе се случува во регионот? Што вие проценувате? Vi ako niste kao mali mujo, da budete protiv celog sveta, vi ćete propasti. I to je ono što piše u Bibliji. Kaže, zašto svet mrzi mene, kaže Isus. Kaže, zato što svedočim da su njegova dela zla. Zašto oni nas mrze? Zato što mi svojim životom pokazujemo da su oni zli. Znači, oni idu nas da upropaste duhovno, da mi budemo zombirani kao ostali ljudi na zapadu. Ili da budemo teška beda i sirotinja kao ovi u Južnoj Americi, u Africi i tako dalje. Ама нашите луѓе се иселуваат на запад. Zato što je velika kampanja da se tamo dobro živi. Ја не гледам, господине Петрович, дека некој се враќа од запад. Vrate se retki pojedinci. Многу ретко. Најголем дел од нашите луѓе се селува на запад, не се селува во Русија, не се селува во Белорусија, не се селува во Грузија или Казахстан, се селуваат во Франција, Германија, Велика Британија, во тие најдекадентни држави. Кои најбрзо ќе пропаднат според вас?
Како можат луѓето да се селуваат од добро или место кое нема да пропадне во место кое брзо ќе пропадне? Секој сака да живее на побоа место, на подобро место. Одат на тие подобри места. Така да вашата теорија луѓето многу не ја прифаќаат. Зашто некој би бегал од место кое може да се спаси на место кое што не може да се спаси? Гледайте, ви меѓу људима имате лавове и мишеве. Увек е било више мишева него лавова. Увек е било више врабаца него орлова. Увек е било више кокошака него соколова. Сокол hoće да живи у планини. Лав hoće да живи у слободи. A miš hoće da živi u podrumu, da gricka pšenicu, da krade odavde. Kokoška hoće da kljuca, razumeš? Ja navodim mojim primjerom šta trebate da uradite da možete da živite kao vuk, kao lav. Ne trebaju vam pare. Vi kad imate u prirodi komad zemlje, vama ne treba novac. Imate hranu, imate ogrej, imate vodu. Ono što vam treba, to su dobri ljudi. A dobri ljudi se ne kupuju za novac. I školovanje i pravo obrazovanje se ne stiče novcem, nego tako što ćete da se povežete s pametnim ljudima. Ja sam najviše naučio od mog strica iz Crne Gore, koji ja ne znam da li ima završenu srednju školu. Ja sam od njega učio. I sad kad se skupe ti u Kučima, tamo pleme odakle ja potičem, oni kažu, ti lokalni seljaci, to su izuzetno mudri ljudi. Kaže, idemo u Kanu. Šta ti je to Kanu? Kaže, Kučka akademija nauka i umetnosti. Znači, ljudi koji imaju srednju školu ili nemaju srednju školu, oni su osnovali pravu akademiju. A ova vaša akademija, makedonska i ova u Srbiji, srpska, to nisu akademije. To su mišje akademije, a ovo su lavovske akademije. Ti gorštaci. I oni su branili ovaj teritoriji i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Ti lavovi, a ne ovi Skorojevićevi alkoholičari po kafanama što lažu koliko su žena promenili, kako su se napili, kako su opljačkali ovu firmu i ovi bravo majstore. To je anticivilizacija. To je anticivilizacija. Внимавајте, доволно е да вдишете само една честичка и околу таа честичка подоцна се формира одредено туморно или канцерогено тело. Значи не се потребни бомби, не се потребни тони или килограми на бомби. Доволно е само една честичка. Една честичка која е станала во воздухот. Околу таа честичка подоцна се формира одреден тип на тумор или канцерогено заболување. На тој начин масовно умират луѓето на Балканскиот полуостров. Ние кога гледавме оние филмови дека најголем бизнис во Америка се депониите, ние викавме, добро, што пари може да се прават од депонии? Значи, која пара може да се прави од депонии или од рециклирање на отпад и така нато? Сега доаѓаме и гледаме дека главните борби за бизниси на Балканот се токму тамо. Каде ќе се складира тој медицински отпад? Еве гледате Винча, па има проблем каде да го истовари или да го испорача тој радиоактивен материјал што е правен тамо и се уништо тука во нашите депонии. Умират наши деца, не умират наши родители, наши мајки, ние умираме, значи станавме место кај што се прават енормни бизниси, а тоа се прави на штета на нашето здравје. Vidite, postoji jedna skoro bizarna teorija. Zašto je uopšte osiromašeni uran poslužio da se prave bojeve glave ovih granata, velikih projektila? Otkud ideja? On zbilja ima dobre karakteristike. Osiromašeni uran je vrlo težak. Uran je težak, on je teži od olova. On ima jednu krasnu osobinu kada od čelika metak udara u oklop, recimo, od tenka, on se zatupi. On ne može da prodre unutra. Ovaj osiromašeni uran ima jednu perfektno svojstvo da se oštri, pravi rotaciju i on se izoštri. On može da probije ono što nijedan drugi metal ne može. Međutim, ideja da se ogromne količine osiromašenog urana, to je otpad koji nastaje kada se pravi gorivo za nuklearne elektrane. Nuklearnih elektrana je jako puno, naročito u Americi i u Francuskoj je jako puno. I sad kad obogaćujete uran u jednom posebnom procesu, ono što ostane, što ne možete da iskoristite kao gorivo u nuklearnoj elektrani, to je osiromašeni uran. On još uvijek ima 60% radioaktivnosti. Znači, on je opasan, on zrači i zato ga morate deponovati, morate ga skloniti negdje. Ta tehnika sklanjanja, tehnika pohranjivanja radioaktivnog otpada, kao što je vrlo skupa.
Morate to u posebna kućišta od olova praviti, pa zatim u nekakve, kako se to kaže, kace. Burinja neki. Jeste, burad od teflona, pa se to onda pohranjuje u rudnike soli. Oni su zgodni. Ili se duboko u more spušta na neki. To je sve jako skupo. I neko se sjetio zbog tih dobrih osobina urana da naprosto napravi glave, bojeve glave mnogih projektila, razne veličine, od vrlo malih do jako velikih. I da prospe po cijelom svijetu. Sad vi imate, gdje god se ratuje, gdje god imate rat, gdje god imate dejstva oružja, imate prosut osiromašeni uran koji bi inače morao da brine sve te države. I da davat golimi pari. Da. I da pravat golimi investicije. Ovako imate u Iraku masovno. Irački rak je napravio haos. Kada je stavimo u siromašeni uran? Na Balkanot. Da. Kada je stavimo medicinski otpad? Na Balkanot. Kada je stavimo Balkan industrija? Na Balkanot. Kada im prodademe starite koli? I ne samo na Balkan, nego tamo gdje se ratuje. Afganistan, Irak. Nas ne boli Balkanot, bedike sme tu, kaneli zato go potenciram. Naravno. Što ke pravimo, tamo kim go dadime. Ama ke umirat luge, pa dobro. Pa i ratovi se kreiraju tamo daleko od njih. I ratove, Amerika ne pravi rat negdje u svojoj blizini, ona pravi rat u Južnoj Americi, tamo gdje je daleko. Zašto dozvolivme da станеме депонија на Европа? Во вистинска смисла на зборот, Република Македонија и Балканскиот полуостров станаа депонија на Европа. Се што не чини во Европа, секоја валкана индустрија во Европа, секој отпад што Европа не сака да го има на својата територија, се носи, се уништува или се складира на Балканскиот полуостров. Подоцна ќе имаме загадување, да, ќе имаме загадување, ќе умираме од тоа загадување, да, ќе умираме од тоа загадување. Кој е виновен? Ние самите. Дозволивме одреден мал број на луѓе за пари или за многу пари да ни го прават тоа. И како да излеземе од тоа, господи Јотановиќ? Ние сме некако напикани во некој ќорсокак, претаме, мрдаме, колку повеќе претаме и се бориме, имам чувство дека повеќе пропаѓаме. Знаете, човек се прашува дали вреди да се бориш, бидејќи колку повеќе се бориш, Ljudi se moraju boriti. Да, толку повеќе се пропаѓа, ако не се бориш, тогаш доброволно прифаќаш капитулација, што е спротивно на слободата на човековиот дух. I vi vidite da su ljudi, zahvaljujući toj krasnoj elektronskoj revoluciji, da sve mogu vidjeti uživo na televiziji, kroz elektronske medije, ljudi su naučili da prave proteste. Ljudi prave pritisak. Vi imate nekad, šta smo mi znali da hodamo sa nekim transparentima? Гласно се бунат, видите, и гласно и тивко се бунат. Референдум во Македонија има 30% луѓе не излегуваат. Да. На анкети сега вела дека до година кога има избори нема ни 30% да излезе да гласаат. Имавме председателски избори кај што на сила ги вадеа луѓето едва и се достигна цензус од 40%. Значи масовно покажуваат дека не се согласуваат со овој состав. Дека не се согласуваат со овие политики што се водат на Балканскиот полуостров, а политичарите упорно продолжуваат да водат такви политики. Vazalni politike koji ne voda smetka za lugete. Oni će se truditi lugete. da to produže, ali mi kao ljudi, mi kao neko kome je data ta demokratija, demokratija, treba da se trudimo sa svoje strane da im ne dozvolimo da prave ovo što prave. Iako ne gledate televizije, a site drami во светот имат или среќен или несреќен крај, на крај Путин и Трамп ќе се заљубат или ќе се убијат меѓусебно? Ja to ne znam, niti me interesuje, jer ne gledam turske serije, ne gledam ni američke serije, ja se informišem preko interneta, ko će da se koga uzaljubi, nemam pojma. Ono što ja znam, to je da ja živim kvalitetno, da svaki dan dobijam puno mailova od ljudi kojima se život pozitivno promenio i hoću da se povezujem s pametnim ljudima. Ko će da pobedi u Ligi šampiona? Koji će političari da se pobiju između sebe? Na koga će izvršiti atentat? Ne interesuje me. Да, знаете, нас не делат ко громби платно. Некој има макази или ножици и не дели. Имам чувство дека после Јалта, 44-45 година, ние се наоѓаме пред нова поделба на Балканскиот полуостров, на зони на влијание, на зони на интерес. Како ќе бидеме поделени според вас? Pametni ljudi se nikada neće podeliti. Ja imam prijatelje u Makedoniji, prijatelje u Albaniji, prijatelje širom sveta.
Ja kad odem u Albaniju, ja kao da sam došao u Leskovac ili u Skoplje. Ima prijatelja Albance. Gde si, brate, ljubimo se, grlimo se. I nas ne može niko da podeli. Ali polupismene ljude, satanizovane ljude, zaglupljene ljude, vi možete da delite na ljude istog naroda koji se među sebe ubijaju. Navijači Zvezde i navijače Partizana, navijači Hajduka, navijači... Znači, vi polupismene ljude, zaglupljene, možete da delite kako hoćete. I kako će ovi da se dele? Znači, sakate da kažete... Не интересува. Треба со сите овие приказни. Од загадување, сите приказни или кои мејнстрим медиумите ги лансирате, ги наметнат ко тема, па дури социјалните мрежи, треба да се заглупат луѓето. Кога се заглупат, може да им се сервира се и се што и можат да се хушкат едни на други. Апсолутно тако. Тогаш не нема спас. Има спас ако неćemo да будемо те чорбе. Ko vas tera da idete na utakmicu da se tučete i da psujete majku jedan drugo? Jel vas tera neko? Niko vas ne tera. Kad je utakmica, kolju se tamo, vi odete, ima kulturno-umetničko društvo u Skoplju koje igra kolce. Opa! I odete i gledate kulturno-umetničko društvo. Gajde, šargije, ovo ono. Imate etno restoran tamo na periferiji Skoplja, odete na zdravu hranu. Oni neki jedu tamo neko smeće, alkohol, nek se napijaju. I vi uživate u životu. I ne bavite se time šta radite, šta oni drugi rade. Jer gledajte, zakon ljudskog uma je da se pretvara u ono što mu je u pred očima. Vi kad gledate utakmicu, vi kad gledate nasilje, vi kad gledate svađe, gledate turske serije, vi se u to pretvarate. Zato je ključ da se to preseče. Informišete se preko interneta, pročitate vesti šta se radi da budete u toku, ali vi stvarate svoju mikrosredinu u prirodi, sa pametnim ljudima, sa dobrim ljudima, družite se, pravite svoju videoprodukciju, kao što vi pravite, za lavove. Oni jesu manjina. Vi nećete imati milionske preglede, ako hoćete milionske preglede, onda snimajte pornografiju. Ali vi ne pravite emisije za miševe i za kokoške, nego za lavove i orlove. I zato će ljudi da gledaju Vaska Eftova zato što snima pametne emisije. Ali, zbog toga može da ima problem. Jer sutra kada se instalira NATO pakt i ovo, kažu Vasko, pa ti si intervjuisao onog Miroljuba Petrovića i ovog, pa čekaj, ima pravo svako da kaže šta misli. Nema pravo svako da kaže šta misli. Može u mišoj rupi da kaže šta misli. Ali ti si uticajan medij i tvoje emisije se puštaju na uticanim televizijama, ne smeš njega, evo ti spisak koga ne smeš. I ne treba ni da ti dajemo spisak, ti trebaš sam da si dovoljno pametan da znaš koga ne smeš da intervjuiš. To će sutra da bude. Значи имаш 6 месеци за уште едно интервју. Pa pitanje, Пред да влеземе у НАТО. Pa ne, vi kad uđete u NATO, neće to odmah, dok malo oni instaliraju svoje ljude, pa ovo, pa ono. Значи нека помине. Treba će neko vreme, ali... Neka pomini zimata pa na prolete. Ali ima alternativa. Znači, kad to dođe, evo ja javno upućujem ovaj poziv Vasku Eftovu, kod mene, na mom imanju, imam kuću, imam dovoljno prostora, znači Vasko Eftov, kao najbolja produkcija na Balkanu, na ozbiljne teme, imaš kod mene besplatan smeštaj, hranu, sve za tebe i tvoju porodicu i ti nastavljaš svoju produkciju iz Srbije, ako ovde još bude bio mir. Kada se odavde poteraju, onda ćemo da bežamo negde u planinu i tamo ćemo da nastavimo da radimo. Hvala mnogo. Nema na čemu. Се гледаме. Vidimo se. Ова беше емисијата во Центар посветена на тема загадување. Ние се гледаме во недела во 22 часот. Повторно, почитувани гледачи, секој четврток и секоја недела во 22 часот емисија во Центар на YouTube. До следната недела. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.